македонската жена меѓу кариерата и домот, традицијата и модерното време. Денес се собравме овде во голем број за да дадеме неизмерна почит кон денот кој ја обедини жената во минатото. 8 март, денес го чествуваме како символ на непроценливата вредност на жената, како носител и учесник во сите сфери на современото живење. 8 март, датум кој е втемелен во историјата на човештвото и посветен на нејзиното величество, жената. На денешен ден жените слават ширум целиот свет, ги слават нивните економски, социјални и политички напори и успеси. Прашањето за улогата и поставеноста на жената било актуелно низ историјата, како во различните култури и општествени уредувања, така и во различните филозофски правци. За жал, во текот на историјата жената како мајка, како сопруга, како столб на семејството била потценувана. Денес, почит, љубов и признание се главните зборови со кои се опишува жената на овој ден. Почитувани, таа е мајка, таа е сестрана, толерантна, активно вклучена во македонските општествени процеси. Ја поканувам председателката на Унијата на жени на ВМРО ДПМН, господја Даниела Рангелова, да ја отвори денешната трибина, посветена на нас, на жената, на нашата кариера, на нашата традиција, на семејството и секако на нашата иднина. Повелете, председателка. Почитувани, денес е 8 март, ден на жената. Во салава не гледам еуфорија, тоа ме радува. Не смееме да дозволиме еуфоријата околу овој празник да ја засени неговата вистинска смисла. Овој датум не е само историски, туку секогаш е се поактуелен, затоа што не упатува на она кое по секој закон ни следи, и природен и општествен. А тоа е нашето право на еднаквост, нашата постојана борба за тоа, секогаш по правило водена по најмирниот пат. Како председател на Унијата на жени на ВМРО ДПМН, ќе кажам, во Република Македонија е гордост да се биде жена. Се согласувате ли вие? Некој ќе каже, се уште тешко се менуваат традиционалните правила за поголема вклученост на жените во политиката. Дел од женските здруженија сметаат дека слабиот напредок се должи на недоволниот капацитет на политичките партии за развивање и спроведување на родово рамноправни политики. Дали сме обесправени? Секако не. Точно е дека Република Македонија не може да се пофали со искуствата на европските земји, како оние од Шведска, кои покажуваат дека уште во минатиот век учеството на жената во политиката се доближило до 50% застапеност. Но затоа може да се пофалиме дека и ние, како жени во Република Македонија, денес, како и жените во шведските политики, сме клучен играч исто колку и мажот. Ако на почетокот на 20 век светските медиуми со полна пареа создаваа карикатурална слика на жени кои се залагаа за добивање на право на глас, денес жените во Македонија не само што го поседуваат тоа право, туку имаат и право и можност да бидат изгласани. Денес македонската жена се уште ја води таа битка за обезбедување на простор помеѓу традиционалното и модерното, помеѓу домот и кариерата, но на еден високо умешен начин, градејќи совршено единство помеѓу овие две навидум неспојиви категории. Секако не смееме да ги занемариме општествените механизми на регулирање на улогата и правата на жената и со образувањето на легислативата што ја уредува оваа материја, со искуствата на земјите каде што правата на жените се на многу високо ниво. Но сепак, промената на перцепцијата најпрво започнува од секоја жена како индивидуа,
независно од националната и верска припадност, независно од позиционираноста и функцијата во општеството. Тоа што улогата на жената во семејството е незаменлива, не значи дека не може жената да се носи и со сите предизвици на новото време. Денес Република Македонија е земја со висок степен на постигната родова рамноправност, што значи праведност при постапување со мажите и жените во согласност со нивните лични потреби. Праведност, особено во врска со правата, придобивките, обврските и можностите. Или подобро кажано, родовата рамноправност преку напредувањето на личната, социјалната, културната, политичката и економска рамноправност на сите. Различните однесувања, аспирации, потребите на жените и мажите се почитувани, вреднувани и подеднакво подпомогнати. Тоа значи дека правата, одговорностите и можностите не зависат од тоа дали некој е роден како маж или како жена. Тоа зависи од самата личност. Драги мои, само со промовирање и унапредување на еднаквоста меѓу жените и мажите ќе можеме да кажеме дека сме ја постигнале крајната цел, односно дека во општеството сме постигнале родова еднаквост. Почитувани, овде во салава гледам предприемачки, докторки, градоначалнички, директорки, инженерки, функционерки, вработени во државни институции и во компании, работнички, да не набројувам. Едноставно, жени со професија. Жени со верба во себе, а вербата е карактер, која или ја имаш, или ја немаш. Жени кои го вреднуваат трудот и секогаш стигнуваат до резултатот. Жени кои мудро одлучуваат. Жени кои градат општество на силни и образовани луѓе, на економски раст и развој. Такви жени има во ВМРО ДПМНЕ. И за сето ова, и во минатото, а и сега, жените да бидат на вакви позиции, мораат да се докажат во машкиот свет, да работат повеќе, да бидат максимално принципиелни и доследни, за да бидат почитувани на исто ниво. Но не на само тоа, она најважното, успешните жени не се откажуваат од семејството и не се чувствуваат комплетни доколку потфрлиле на ова поле. Жените се пооптоварени, од една страна деловни, од друга приватни обврски. Затоа, за резултатите што ги постигнуваме на сите полиња, ние жените заслужуваме признание. Ке се согласите, за една жена најважна функција е да биде мајка. Зарем има нешто повредно од нашите деца, од нашите поколенија? Жената, како мајка и сопруга, постојано мора да ги негува и развива домот, семејството, слободната иницијатива, да работи на промоција на моралните вредности преку своето лично однесување во рамките на своето семејство, во работната средина и во непосредното обкружување. Вредностите да се ползуваат на добар начин, со добра мисла и за добра цел. Денес гледаме дека образованата жена не значи помалку добра мајка. Современа жена не значи несовршена пазителка на традиционалните вредности. Жена со кариера не значи непосветена жена на домот и семејството. Туку сите тие квалитети ги сочинуваат оние делови од мозаикот наречен жена. Ваквите стереотипи полека остануваат во историјата, благодарение на многуте жени кои што секојдневно ги среќаваме и кои што со својот начин на живот ни го сведочат токму спротивното. Се поизразеното чувство и присуство на жените во јавниот живот како општествени чинители не само што не создава јаз помеѓу домот и кариерата, туку гради цврста врска и корелевира во насоки на подобрување на општествените текови, што понатаму се рефлектира преку семејствата до самите поединци. Но што и да сте, мајка или сопруга, менаџер или политичар, шивачка или жена земјоделец, најважен е личниот однос кон работата, страста која ја внесувате во работата, стилот и начинот на справување со предизвиците. Визијата, вербата во сопствените идеи се универзален елемент за успешна работа. Не заборавајте дека управувањето е во природата на жената. Таа го носи тоа во себе.
Токму мојата мајка, уште од најраното детство, ми го потврди фактот дека жената е најдобриот менаџер во семејството. Способноста на жената да го менаџира домот, децата и работата истовремено, со сите предизвици кои ги носи, ја прават уште пофокусирана, попрецизна и ориентирана кон успех. Затоа периодот кој следува за нас е се повеќе јасно дека се соочуваме со големи предизвици. Председателските и парламентарните избори се нашиот вистински мегдан. Секој момент е момент кога треба да покажеме дека сме посветени кон големата цел победа на престојните избори. Секоја средба со граѓаните, без разлика дали е тоа обичен разговор или говор на митинг или обид да му се помогне некому, мора да биде направен од срце и со искрена желба, бидејќи тој граѓанин е нашата Македонија за која сите работиме. Со унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ паралелно работат илјадници луѓе кои веруваат во големи идеали и имаат желба да е подобрат Република Македонија. Нашите граѓани да бидат горди граѓани на оваа земја. Мора да постои надпревар, мора да победуваме, мора да одиме напред, мора да истраеме, да продолжиме, да работиме, секојдневно да учиме, да се надоградуваме, за секој од нас да стане повидлив и препознаен. Со силна решителност и внатрешна мотивираност мора да успееме заедно. На крајот, ќе биде важно дали ќе оставиме зад нас нешто достојно за паметење, нешто поради што ќе се гордеат генерациите по нас, нашите деца и потомци, да споделат дека нивната мајка, баба или прабаба била дел од еден голем процес и напредок. А големиот напредок на Република Македонија, како европска и просперитетна, е реален само со председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, како премиер на Република Македонија и со господинот Ѓорѓе Иванов како председател. Само со партијата на големи одлуки, големи проекти и големи реформи. Само со ВМРО-ДПМНЕ до подобра иднина за нашите граѓани. Ви благодарам.